Алијанса на албанците ќе ги поддржи измените на уставот, ќе се смени и преамбулата. На средбата премиерот Заев прифатил некои од барањата на села. Од преамбулата ќе се избрише дел од текстот, дел од граѓаните кои што живеат во границите и ќе се смени со формулација со која ќе се избегне чувството кај албанците и другите заедници дека живеат привремено во земјава. Она што досега е прифатено беше кои што живеат во границите. Зборчето граѓаните пред кои што живеат во границите пропуштивме да го тргнеме, заради тоа што граѓаните се спомнуваат на почетокот на преамбулата. И стои граѓаните во Македонија, македонскиот народ и граѓаните како дел од албанскиот народ, сега е во моментот како што е формулирано. Ова второто граѓани се тргнува. Конечната варијанта ќе биде граѓаните на Македонија, запирка, македонскиот народ и дел од албанскиот народ, дел од турскиот народ, дел од влашкиот народ, како што е соодветно наведено, тоа во прилично ги воедначува граѓаните пред својата татковина Република Македонија. Амандманот 36 или членот 49, каде што буквално во самиот предлог стоеше за диаспората на македонскиот народ, за да биде еднаква водењето на грижата на државата према сите граѓани кои што живеат во диаспората, благодарение на нивната дискусија, останува да биде, како што веќе е прифатено на основното нивна дискусија и барање, да биде диаспората на македонскиот народ и другите заедници кои што живеат во Македонија. Стоиме како Алијанса за албанците во ставот дека Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европската унија. Од друга страна, има и работи во кои во принцип се согласуваме, ама треба да се наоѓат начини како може тоа да се изведе. Ние како Алијанса за албанците нема да тргнеме раце од нашето барање за албанскиот јазик да биде дефиниран како што стои, како што е албански јазик, не јазик кој е различен од некој друг јазик. Во албанскиот блок расте судирот меѓу власта и опозицијата. Бевме вклучени во изработка на текстот на Преспанскиот договор и бевме сведоци како и во самото донесување на уставните измени, и тоа често го повторува, како една запирка повеќе или една запирка помалку во самиот текст на амандманите значеше еден пратеник повеќе или еден пратеник помалку во собранието. Нема поважен етнички интерес на албанците отколку членството во НАТО. Тоа е поголем и поесенцијален интерес на албанците над секој друг етнички интерес во моментот, бидејќи тоа гарантира дека албанците ќе бидат дел од западноевропското семејство на вредности во кои што тежнеа да бидат со генерации и генерации напред. Не сме ние кочница, вие сите знаете дека ние двајца пратеници од Движењето ПСА го поддржавме иницијалната постапка за уставните промени, но во текот на процесот за уставните промени се променија правилата на игра. Заменик премиерот Османи, тој добро е да оди да ги праша албанците, да ги праша дали се тие спремни да прифатат дека албанците прифаќаат во државјанството да бидат именувани како македонци. Шефот на канцеларијата на НАТО во Македонија, Зоран Јанковиќ, по средбите со представници на БЕСА и на Алијансата, порача дека НАТО е заинтересирано да бидат донесени сите клучни одлуки што се однесуваат на интеграцијата на земјава. Најбитна е одлуката за приклучување на земјата во НАТО. Тоа е нашата клучна порака. Парламентот мора да донесе одлука за земјата да го направи клучниот чекор за присоединување во НАТО. Генералниот секретар досега многу пати има изјавено дека тоа е клучниот чекор за земјата да ги отвори портите кон НАТО, рече Јанковиќ. Тој е оптимист дека договорот од Преспа ќе помине во Македонија.